беа приватизирани на спорен начин. Тоа е Житомел Куманово и тоа е Тутунскиот комбинат Боро Петрушевски Папучар во Куманово. Излезе Груевски и цела таму компанија од влада, како што се сликаат секогаш кога се сликаат, како за на табло, и ни објавија дека го расчистија криминалот во Тутунскиот комбинат во Куманово и во Житомел Куманово. Аферим сите дадовме подршка, и јас дадов подршка на расчистување на тој криминал. Се водеше судски процес и за едната фирма и за другата фирма, за да се одземат акциите и да се дадат во државна собственост на Тутунскиот комбинат Куманово и на АД Житомел Куманово. Судот донесе одлука дека 100% собственик во Тутунскиот комбинат Куманово е државата, Република Македонија. И тогаш повторно излегување во јавност, пратеници од Куманово, министри, доаѓање во Куманово, правење. Сега ние ќе направиме вработување на сите луѓе кои што беа во Тутунскиот комбинат. Ќе ги вработиме. Не да ги вработите, почитувани колеги. Тие беа вработени. Тие нема до март месец отказни решенија. Се водеа како вработени, ама не земаа плата и ништо друго. Ама се водеа како вработени. Дури ако се наоѓаше некој од работодавачите да сака да вработи некој од тие луѓе, не можеше да ги вработи заради тоа што нема кој да ги одјави. Нема ништо во фирмата. Имаме дури и смртен случај на луѓе кои што отидоа да работат во Индија, во Србија, во Тутунскиот комбинат, па починаа таму на работа, на гурбет. Ама тоа беше фама дека ние сега ќе направиме се пред локалните избори, ќе ги вработиме сите луѓе во Тутунскиот комбинат во Куманово и ќе почнат со работа. Добро. Дојде решение од судот, се формираше одбор на директори на Тутунскиот комбинат Куманово. Во тој одбор на директори, како по правило, се знае кој може да биде и да се стави. Се ставија луѓе кои што, не знам од кои причини ги ставија. Наш бивши колега од тука, пратеник, поранешен, председател на тој борд на директори. Други 12-13 представници од власта си поделија паушали неколку месеци и знаете што се случи? Наместо да ги повикаат сите вработени на работа, во март месец Тутунскиот комбинат Куманово влезе во стечај со 100% собственост на државата. Сега јас поставувам прашање, што да прават тие 400 луѓе што беа вработени, а сега се стечени работници благодарение на оваа влада и на оваа политика која што има целокупниот пакет на акции. 400 нови стечени работници во Куманово благодарение на ВМРО ДПМН. Сега се спрема нова постапка за Житомел Куманово. Нова постапка. Прво, знаете што направивте со Житомел Куманово? Ја земате судска постапка повторно во државна собственост. Не го обезбедувате целиот имот како држава. Не го обезбедувате со ниту со полиција, ниту со некој приватно обезбедување, ниту со ништо. Се што имаше вредно внатре во комбинатот се разнесе и се украде. Се запали старата зграда на Житомел Куманово, изгоре стар млин во Куманово. Сега пред година дена, точно пред година дена, некаде во крајот на октомври минатата година, и главната зграда на Житомел во пламен, и сега стечените, односно тие работници што се уште вработени внатре во Житомел, може да го очекуваат она што им се случи на Тутунскиот комбинат, повторно да останат како стечени работници без работа. Дополнителни 300 работника во Житомел. Па ве прашувам, како тоа ги вработуваме стечените работници, а 700 нови стечени работници ќе имате за година дена. Значи од март 2013 година, од март месец сега, 2013, па до наредната година до март, вие ќе имате 700 нови стечени работници во општина Куманово. Мислам дека овој конкретен пример треба да ви дава сила, да ви дава енергија, да проработи совеста внатре во вас и еднаш за секогаш да донесеме одлука која што нема да биде мислење на владата. Наш закон како пратеници, гледаме дека многу од законските решенија кои што сакавте да ги поминете, ги поднесувавте и како пратеници. Еве и сега, сакате овој да го поддржите закон, да го изгласате, сакате вие да бидете одма признание што сакате ќе ви направиме, само
да го донесеме и да го решиме тој проблем. И денеска завршуваме со таа дебата. Ќе завршиме со стечајните работници, тие ќе ги обештетиме, ќе може да преживуваат